20 македонски мисии во светот се без амбасадор. Ова е скорот на македонската дипломатија на која во идните 6 месеци ќе се испразна дополнителни 15 амбасади и 2 конзулати. Без именување на нови амбасадори во скоро време, тоа би значило дека од вкупно 57 дипломатски мисии на Македонија во светот, повеќе од половина, дури 37 би биле без шефови. Моментално со вршител на должност повеќе од 9 месеци функционираат и некои од клучните амбасади на земјава, како постојаната мисија на Македонија во Европската унија, амбасадата во Франција, во Велика Британија, Шпанија, амбасадата во Брисел. Празни се амбасадорските места во земјите членки на НАТО и Европската унија: Варшава, Букурешт, Загреб, Талин, Осло. На шеф чекаат и нашите мисии во Подгорица, Сараево, Берн, Доха, мисијата при Обединетите нации во Женева. Немаме представники во една од светските веле сили, Кина. Без конзули пак се конзулатите во Њујорк, во Минхен, Мелбурн, во Њу Џерси. Неназначување на амбасадор во одредена земја подолг период на јазикот на дипломатијата значи порака дека или таа земја не ви е важна, или дека не се согласувате со незината политика кон вас. Македонија како земја кандидат за членство во Европската унија и во НАТО, која се бори да се наметне со својот кредибилитет, барем на регионалната сцена, си го дозволи луксузот да биде отсутна во текот на речиси цела 2017 година во 18 своји мисии. Но освен со упразнети места, македонската дипломатија го има и проблемот со компетентноста и кредибилитетот на луѓето кои се спраќаат за амбасадори. Законот за надворешни работи предвидува најмалку 1/4 од амбасадорите да се од МНР, тоест од редовите на професионалните дипломати, а 3/4 да се пополнуваат со кадри од надвор, тоест со политички именувања. Во моментов вкупно 17 шефови на дипломатско-конзуларни представништва на Македонија се професионални дипломати, 13 амбасадори и 4 генерални конзули, додека 20 не се дипломати од кариера. Македонија досега како амбасадори ја представуваа директори на јавни предпријатија, психолог, ветеринар, пејач, управител на дом за стари лица, неретко без познавање на странски јазик, а не недостига и скандали од македонските амбасадори како тепачки, пијанства, љубовни афери кои завршуваа со полициски истраги. Не розова состојбата и во пониските ешалони на дипломатите во амбасадите. Позициите на први, втори секретари таму неретко се пополнуваа со вработени со по 2 години стаж во МНР, минимумот предвиден со законот. Во моментов околу 140 дипломати работат во мисиите во странство, а 300 се во земјата.